денеска почнуваме една кратка серија од две недели, две проповеди. И серијата се вика Дестинација Небо. Не знам дали сте го гледале овој филм од семокњот Брус Олмајти. Не знам дали ви текна на тој филм со Джим Кери. Мене е еден од омилените филмови, многу теолошки филм мора да кажам, мора да признам. И јас денеска од Сабајле кога станам си пуштив неколку клипчиња да видам каква теологија има филмот. Да ви кажам искрено, многу јака теологија има филмот, само треба да се гледа како што треба. Моментот кога Брус ги добива моки, Божите моки. Значи Брус станува семоќен. Тоа е тоа, ги добива сите моки и он му држи лекција на Бог, му вика: јас да бев на твое место за 5 минути ги средев сите проблеми. Се ги средев. И на почетокот на Брус не му се верува дека ги има моките, Божите моки добиено и кај да оди, тоест излегува од зградата и го фаќа паника дека одеднаш се што ќе помисли или ќе посака се остварува, пошто ги има сите моки на Бог. И една многу интересна сцена е кога е во една, како да кажам, во едно бифета му седи и му даваат супа и му текна му доаѓа една идеја да се обиде да раздели супата на два дела. Како црвеното, пошто супата беше црвена. И он го прави тој и ужива во таа спектакуларна сцена. Одеднаш Бог се појави и вика забавно ти е. И после одат на прошетка по вода се шетаат. Нормално. И Бог му вика на Брус вака, Морган Фриман, тој случај Бог во филмот. Вика, имаш две правила само. Првото правило беше што беше, го заборев првото правило, второто правило дека не може да се месеш со слободната волја. Брус вика, зошто? Тоа вика, токму така. Стилот, ако немаше слободна волја, не можеше да го поставиш тоа прашање. Тоа е поентата оствари. И добро вика, а Брус го праша Бога, што ќе правиш ти? Морган во ликот на Бог вика, па размислам за одмор да ти кажам. Вика, чекај, нели Бог не одмара, што е работа? И Морган Фриман му вика, абе си слушал ти за средниот век, за темниот век, за некои такви периоди во историјата? Тогаш Бог бил на одмор изгледа. Јас денес сакам да зборувам за... Јас така ги крстив тие периоди од животот, се викаат вакуум периоди. Вакуум. Значи, периоди кои се наоѓаат од еден начин на живење кон друг начин на живење. Едноставно на транзиција, период на транзиција. Период во кој имаш чувство дека Бог нешто сосема друго прави. Не се очекувал така Бог да действува, Бог отишол на одмор и слично. Например, моментот на раснувањето на Исус. Во тој момент кога Исус е раснат, се чини како времето да застанува. Тоа е толку важен космички момент. Се случува така како што Матеј го опишува затемнување на сонцето, има голем земјотрес. И Матеј вели во неговото евангелие дека и мртви воскресна и проповеда за Исус. Тој спомнува дека завесата на храмот се раскинува од горе према доле. Инако завесата на храмот стои за таа голема, фала ти рекам, за таа огромна поделба која го дели храмот од нормалното, од нечистото до светото. Значи завесата стои таму. Толкав ефект има сето тоа на целиот космос, распнувањето на Христос, што ми се чини како да настанува вакуум на Божјото делување, настанува Бог застана. Да види што е работа. После петок, кога е распнувањето, следи сабота. Светата сабота. Саботата помеѓу распнувањето и воскресението Христово има една непријатна тишина. Толку е непријатна, што црквата 2000 години не зборува ништо за таа сабота. По нешто кажува, но многу малку. Не зборуваме за тој ден многу. Евангелистите напишале многу за страдалната недела, за неделата пред распнувањето, почнувајќи од цветници, Исус кога влегува во Јерусалим. Пишувале многу, премногу за петок, кога Исус е раснат, и секако многу за недела, кога Исус е воскреснал. Ма ништо не пишуваат за саботата. Како некој вакуум се ствара.
неделата Великден е прекрасен, радосен момент. Најрадосниот момент во историјата, најнадежниот ден во историјата. Но има еден интересен момент. Кога настанува вакуум, на некакво Божје делување или бар на нас така не се чини, како прво ние не знаеме како да се поставиме према Бог. Пример, знаеме како да се поставиме према Бог кога го читаме за Бог во Стариот Завет. Знаеме како да се поставиме. Тука ти е законот, пророците, цареви има нешто, правда има, тежок е животот, но знаеме отприлика што не очекува, знаеме како да се поставиме. Знаеме како да се поставиме према Бог кога станува еден од нас, кога Исус доаѓа на овој свет. Знаеме, тој е учителот, се собираат околу него, ги слушаат неговите проповеди, го гледат како исцелува, знаеш дека треба да дојдеш да побараш милост од него, да те исцели и духовно и телесно. Знаеш како да се поставиш. Знаеме како да се поставиме према Бог дури и кога Исус е распнат пред крстот. Знаеме и тогаш како да се поставиме. Исус е распнат и знаеш дека тој не знам на кој објаснав, изгледа на деца го објаснав, таа заменска жртва. Наместо, уствари го гледавме Нарнија со Доротеја и со Хана. И го гледавме моментот кога лавот Аслан одлучува да умре, да го даде својот живот наместо предавникот. И Хана праша, зошто тој тоа го направи? Зошто отиде да умре наместо предавникот? Викаме, тоа е тоа што Исус го направи за секој еден од нас. Истата работа. За предавникот, за мене предавникот, Исус умре. Тури пред крстот знам како да се поставам. Знам да кажам фала ти Господи. Знам да побарам милост. Знаеме како да се поставиме према Бог кога тој е вознесен на небото и како сега се молиме и што да очекуваме. Знаеме. Ама тешко можеме да разбереме како да се поставиме према Бог и во односот со Бог кога има вакуум во неговата стандардна или очекувана позиција. Кога има вакуум. Например, помеѓу неговото воскресение и неговото вознесение. Тогаш и апостолите имале проблем да разберат како да се постават пред Бог, што да очекуваат, што да прават. Поима нема. Не знаат што се случува. Знаат дека нешто се случува, ама не знаат што точно се случува. Очекуваат една работа, но сосема друга работа се случува. Исус станува во тој момент многу непредвидлив. Знаеш, што и да очекуваш, не се случува. Многу е непредвидлив. Не знаеш ни кој ќе се појави, ниту како да го адресираш тој проблем. Не знаеш сега што да очекуваш. Исус воскреснал, знаеш дека нешто драматично се случува, но едноставно немаш контрола над ситуацијата и не знаеш што да очекуваш. Тоа многу ме потсетува на некои вакуум периоди во мојот живот. Сите имаме некои вакуум периоди, некоја транзиција во животот. Од една состојба во друга состојба. Имам чувство дека Исус сега е поставен на еден, токму на еден таков начин, и јас сега поима немам што да очекувам. Ниту сум 100% за молитва, ниту сум 100% за некакво служење, ниту за проповедање. Имам само некое чувство за некакво исчекување. Но ниту знам што ме чека, ниту знам што да правам. Но чувство на некаква транзиција. Некаде се наоѓаш, ама не знаеш точно кај си. Во еден таков момент, во една таква состојба били апостолите во тој период, помеѓу воскресението Христово и неговото вознесение. Сега во среда, ние како црква ќе се сетиме на денот на вознесението Христово. 40 дена откако Исус воскреснал. Тој се објавува на апостолите, но не знаат како да го разберат тоа. Од тоа што го гледаме во текстот на евангелистот Јован, гледаме дека тие се враќаат на рибарење. Едноставно не знаат што се случило, знаат дека нешто драматично, голема промена има, но не знаат што да прават со таа работа. Се враќаат на рибарење. Едноставно не знаат како да одговорат на тој предизвик. Ниту си да се вратиш дома, жената ќе те утепа, пошто кој знае што си ветувал дека ќе се случи ако го следиш Исус 3 години. Сега, жено, Исус ме повика, ќе го следам 3 години и после тој ќе стане цар, јас комесар и така натаму. Не можеш да се вратиш дома, ќе те утепа. Ниту пак си да одиш во храмот
нешто да глумиш, пошто твојот рабин, твојот водач е умрен. Го нема. Што ќе правиш? Се зашто ти си се надела во тој момент, го нема. Одиш по риба. Често пати и денес тој е решение на многу луѓе. Рибарење. Но, Исус ги среќава токму на тоа место. Тој ги повикува повторно во мисија, но сега овој пат на начин на кој и нивниот одговор се разликува. Првиот пат кога Исус ги повикува во мисија, тие одговараат со да. Но тие не знаат на што викаат да. Викаат супер, Исус стварно прекрасен, многу добро збори. Така на дворешните го викаат Исус да. Гледам има шарена наметка, значи рабине, добро го знае Стариот Завет, супер. Викаме да. Но после 3 години поминати си много, се што виделе, се што искусиле, распнувањето, воскресението и целиот тај хаос што се случува. И кога Исус сега, после тие 3 години се појавува и им вика следиме, веќе нивното да е многу поразлично да. Ти имаат веќе искуство. Кога кажуваат да, тоа значи да на се што следи. И тоа свесно го кажуваат тоа да. Со сиот тој ризик кој треба да се превземе. Во овој период кога појавите кои Исус ги има, во тој момент се неверојатно. Неверојатно силни се. И самиот Јован запишува во 21 глава, тоа се последните неколку стиха, 12 стих кога вика Исус ги повика од рибарени да дојдат на доручек, он им спремил веќе доручек, една прекрасна сцена, и кога седнаа таму и пак има некаква незгодна тишина. Седат таму, јадат, и има тензија во воздухот, вели никој не се осмели да го праша ти ли си, бидејќи знае дека е тој. Има тензија во воздухот. Има тензија, но има и радост. Дека барем сега и овде, во овој момент, тој е со мене на начин на кој можеби никош порано не бил. Има јаснотија, каква никогаш немало досега. Знаете, често пати во мисијата Исус ги прашуваше апостолите, што мислите кој сум јас? Што велат другите за мене, кој сум јас? Што мислите кој сум јас? Ги прашува. Ако сакате одете си и вие. Нема проблем. И тие даваат некои бледи одговори, понекогаш кажуваат некои јаки работи, ама Исус вика, супер е тоа што кажам, тоа не е од тебе, објавено ти од некој друг, не е твој личен заклучок. Во овој момент ти не мора ни да го прашаат Исус дали он. Не мора ни тој да ги праша што мислите вие кој сум јас. Тие знаат кој е тој, без да го прашаат. Во еден таков период од животот, кога ќе се најдете во некој вакуум простор, во едно, како да кажам, нестандардно време, во една транзиција од вашиот живот, се случуваат, јас ги нарекам тие каирос моменти. Каирос е грчки збор за време. И не тоа линеарно време кое тече, туку време на действување, време на посебно действување. Тие се каирос моменти во животот. Но голем дел од тоа време, од тоа време на транзиција, е како на време за кое Владко Стефановски пее, он го вика глуво доба од ноќта. Време од вечерта во кое нема многу помош. Време во кое не можеш да очекуваш некој да ти дојде, едноставно глуво доба е тоа. Време од вечерта во кое се случуваат сите оние чудни работи, неочекувани, самовили и слично. Време од вечерта во кое настанува некаков вакуум и мислиш дека си сам на светот. Во едно такво глуво доба. Понекогаш се наоѓаш така во животот. Од искуството на апостолите, во тоа вакуум време, во тоа глуво доба, се случува нешто необично. Апостол Лука, тоест евангелистот Лука, се обидува во воведот на неговата книга Дела апостолски да ни опише како Исус действувал во тој период на црквата. Тој е многу важен период. Тоа се првите денови во кои апостолите не знаеле што да очекуваат, што да прават. Исус што правил во тој период и како действувал и што поучувал. Тогаш кога имаш чувство дека ништо стандардно не ти се случува,
и си длабоко навлезен во некој транзиционен период или во некоја непредвидлива ситуација и немаш поима како да се поставиш ниво молитва, тоа што го запишува евангелистот Лука за нас е да се поучиме и да дознаеме како Бог действува во тие периоди. Јас денес го читам Дела апостолски, првата глава, 3 стих. Ќе зборуваме денес на еден стих. Значи, Дела апостолски, прва глава, 3 стих вели вака: Ним по своето страдање им се представи жив, со многу верни докази, и овајќи им се 40 дни, изборувајќи им за Царството Божјо. Амин. Првата работа што го гледаме во овој стих, во еден заклучок за тој период, е дека тој се представил, Исус се представил, се покажал. Тоа често пати го кажам на проповеди, но е важен факт во теологијата. Бог се објави од самиот почеток и затоа сега ние разговараме за Бог. Со други зборови, затоа што Бог се објавил во историјата, затоа ние сега можеме да разговараме за концептот Бог. Затоа што тој се објавил. Евангелистот Лука вели дека после своето страдање Исус се представил пред апостолите. Зборот кој објаснува што се случило е зборот паристеми. Тој е грчки збор кој значи дека Исус доаѓа и стои покрај нив или докажува со цврст аргумент дека тој е тука, еве ме мене, тоа сум јас. Како што на апостолот Тома му покажа: еве ги моите рани, види, добре ме, тоа сум јас. Тоа е на тој начин Исус се представил. Тој се објавува. Тоа што е важно дека тој се објавува без покана, без молитва, самостојно и во потребните моменти се објавува. И знаете ли што? Тоа мене ми дава утеха. Бидејќи колку и необично да изгледа неговото делување или ситуација во која се наоѓа Исус, распнување, погребение, воскресение, тој сепак действува на препознатлив начин, во љубов и силна желба да се објави на човекот. Тоа е препознатливото. Не само воскреснал и да не остави со прекрасна приказна. Тој одлучил и да се објави, да се представи. Тој сепак действува на тој препознатлив начин, во љубов и силна желба да се објави на човекот. Да се објави на созданието, кој тој го создава според неговиот образ и да внесе светлина. Секогаш во тој вакуум простор кога Исус ќе се представеше или ќе се објавеше, после неговото воскресение, човекот заживуваше. Така беше со двајцата ученици кои беа по патот на Емаус. Лука го запишува тој настан. Двајцата одат на кај Емаус и се натажени дека Исус е раснат. Нивниот Господар е раснат. И отеднаш Исус се доближува до нив, веќе воскреснат, им раскажува, им ги толкува сите тие пророштва. И тие чувствуваат нешто, викаат: чекај бе, додека ни збореше тој човек, нели чувствувавме дека нешто живееше во нас, гореше некој жар внатре во нас. Секое Христово појавување носи жар, носи живот. Така беше со Марија Магдалена пред гробот, кога тој кажа Марија, и кога таму кажа Рабуни, кога го препозна, кога се исполни со радост. Така беше и со апостолите додека ловеа риби. Исус се појавува, ги среќава таму кај што се Петар, скока од чамецот, плива и оди нека Исус. Ма не мој гајле, ама чека рибите, ништо не мој гајле. Едноставно човекот заживува. Исус во периодот на тоа глуво доба се представува, се објавува и носи надеж, тогаш кога најмалку го очекуваш. И верувам дека голем дел од нас можеби имаме некој искуство со тоа. Тогаш кога ни е најтешко во животот, тогаш кога можеби чувствуваме дека има некој железен кров над нас, нашите молитви не продираат понатака. Има периоди, сушни периоди на некој доживување Божјо, но понекогаш од никаде едноставно Господ се објавува. Јас имав еден пример, кога буквално еден човек ме растури и тоа беше на паркингот на Веро. Купувавме софани и тогаш
како да кажам, бевме во една ситуација, како да кажам, во една тешка ситуација во животот и во молитва често пати се жалиш пред Бог. Се жалам пред Бог, се жалам, цело време се жалам. И тој се уште живеевме во Струмица, мислам. И кога дојдовме тука, од Веро купив нешто и купив една вишок чоколада. Тоа што не треба да купиш, јас купив вишок чоколада. Идам на паркинг, да си влеземе во кола, и еден човек бараше нешто леп или нешто бараше, и кога немам ништо да дадам, освен една чоколада. И кога му дадав чоколадата, и кога видов таа радост на неговото лице, дека чоколада он добил, а не само леп, чоколада добил. Нешто кое можеби не го купува секој ден. Можеби кој знае кога нема јадена чоколада. Кога видов таа радост на неговото лице, целиот систем кој го имав ми се распадна. Јас едноставно не можев повеќе да се жалам. Го видов, добив еден таков кајрос момент, дека Господ ми се објавува сега во овој момент, во потребата на тој човек. Беше толку неочекувана средба, толку неочекувано доживување, толку неочекувана приказна која се случи на мене. Едноставно, после така, мојата состојба не се смени. Но јас се исполнив со радост, се исполнив со живот, кога видов што значеше тој благослов за тој човек. Еден таков начин Исус често пати се представува кога сме во едни такви транзициони периоди, во еден вакуум простор, каде што си кажеш дали моите збори, дали мојата молитва некоја слуша. И одеднаш неочекувано Господ ќе дојде и ќе направи нешто сосема неочекувано. Од изворот кој што не си очекувал да извира нешто, Господ го носи неговиот благослов, се покажува. Втората работа што можеме да ја видиме во овој краток текст е дека Исус се покажува, се јавува, но се јавува жив после страдањето. Тоа што сакам да го разбереме дека во овој текст има многу повеќе теологија отколку што изгледа на прв поглед. Многу богат со теологија текст. Евангелистот има потреба да ни објасни хронолошки кога е действието, случајно да не разбереме погрешно. Вели, им се јави жив после страдањето. Лука пишува за преминот од другата страна и состојбата на постоењето од другата страна. Другата страна на што? Тоа што можеме да го видиме овде во овој момент е дека страдањето кое Исус го имал само пред неколку дена, нема никаков ефект на животот од другата страна кој тој сега во тој момент го живее. Апсолутно никаков ефект. Исус не им зборува многу за тоа како го искусил страдањето, како ние што зборуваме често пати за нашите работи кои сме ги поминале, еве јас сега што ви кажав една приказна, или страдањата низ кои сме минувале во животот. Исус е повеќе жив и повеќе активен од претходно. Во овој моменти доживуваме како некаков потенцијал да се ослободува и сега Исус ниту може да биде заробен, ниту фатен, ниту може да се стави во некакви рамки на действување со кои ние ќе го разбереме или кои ние го очекуваме, па ниту од неговите најблиски кои најдобро го познаваат. Исус толку не се замара со оние кои му ја предизвикаа болката, што како да има заборавено што се случи само пред неколку дена. Кога Исус се појавува од другата страна на смртта, тој го гледа Петар, кој го предаде. Тоа е последното на што се сеќава Исус за Петар. Последното кое Исус го гледа во Петар е како се откажува од него 3 пати. Тоа е последната работа. Во тој момент, кога Исус беше камшикуван и беше тепан таму од војниците, Петар се откажа од него и еден евангелист пиша и тогаш им се сретнаа очите. И Петар избега. И сега евангелистот пиша Петар излезе и заплака горко, ама Исус не го виде како заплака горко. Тоа што Исус го виде во тој момент беше предавството. И толку. Исус доаѓа од другата страна на смртта и нема ни трага, ни горчина, ни ништо, ни болка не го чувствува. Најважната работа е следната. Теолошката работа.
Исус не се врати во животот од смртта, онака како што Лазар се врати во животот, во овој живот од оваа страна на смртта. Исус премина од другата страна на смртта и влезе во новиот живот. Во животот во кој секој од нас, оние кои ја положиле својата вера во Исус, ќе влезат на крајот на времето. Но Исус сега во овој момент, во средиштето на времето, е нашиот шампион, е првенец кој го покажува патот во вечниот живот. Тој е тој. И ефектите можеме да ги видиме сега. Евангелистот Лука ни ги покажува. Онака како што Лука запишува понатаму, вели дека Исус се покажа после страдањето, жив после страдањето, но се покажа со многу верни докази. Тоа е третата работа. Исус се покажа со многу верни докази. Доказите, знаете, се многу важни. Често пати луѓето кога зборуваат за верата, понекогаш кажуваат дека верата е како еден слеп чекор на вера. Искрено да ви кажам, читајќи евангелистите и дела апостолски, значи најмалку има слеп чекор на вера. Некои од најголемите скептици беа апостолите. Оние кои беа најблиски до Исус. Беа скептици, и тоа страшни, не веруваа. Жените кажа, го видовме Исус, не веруваа, трчат они према гробот да го видат. И стварно не е тука. Апостолите го гледаат Исус, ама Тома не е таму. Му вика, Тома го видовме Исус, вика, не верувам, извини, скептик. Едни од најголемите скептици, значи, верата во Исус не е слеп чекор на вера. Исус се покажа со многу верни докази. Докази кои апостолите сметале дека се толку важни да ги запишат. Тоаш не имало камери, сега да гледаме видео, но имало хартија, имало мастило и ти ги запишале тие работи. Чим Исус мислел дека доказите се многу значајни, тогаш треба да мислиме и ние дека се. Многу се важни. Што тоа значи за нашиот христијански живот? Што значи доказите за нашиот христијански живот? Тоа значи следното. Трансформацијата или преобразбата во која ние сме повикани. Преобразбата во која Господ не повикува преку Светиот Дух да се случува внатре во нас. Треба да има видливи докази. Не смееме да релативизираме дека добро, сите ние сме грешни. Тоа го знаеме без да го кажеме ние тоа. Не сме кажали нешто ново, не сме открили Америка, го кажеме дека сите сме грешни, па сите грешиме. Тоа е нормална работа. Но не смееме да релативизираме, гревот. Не смееме да кажеме дека не е важна преобразбата. Не се важни доказите за нечија преобразба. Многу се важни. Многу се важни. Преобразбата мора да изобилува со докази внатре во нас, за луѓето околу нас да бидат поттикнати од нашето сведоштво. Ние сме тоа, како што често пати пасторите го викаат, ние сме тоа петто евангелие. Има 4 евангелија запишани, но твојот живот е петото евангелие. Таа трансформација, таа преобразба која се случува сега и денес, си ти. Ние веќе престануваме да бидеме шокирани од христијани или водачи кои завршиле скандалозно. Веќе го нема, како да кажам, тој е некој фактор на изненадување, кога некој ќе направи некој страшен скандал, а бил христијански водач. Некој сме навикнати веќе на таа работа. Некој чувствуваме дека и нема што друго да очекуваме, тоа е тоа. Сме го прифатиле тој дискурс и уверување и очекување на оние кои го опонираат христијанството и кои ќе кажат дека нема никаква разлика. Ако тоа е така, тоа е стварно жално. Ако тоа е така, тога што проповедаме ние? Што живееме ние? Почнувајќи од мене. Ако ние не сме светлина онака како што треба да бидеме и да прави разлика, вистинска разлика во светот, која е поентата на сето ова? Која е поентата на црквата? Ако ние не сме солта на светот, тоа што Исус го кажува е дека ако јас и ти не сме солта на светот, тоест ако сме изгубиле својата соленост
и ако станеме блудкави, тогаш сме изгубиле примарната функција за која јас и ти сме повикани да бидеме. Ако нашата вера не изобилува со докази, и ако нашиот живот не е светлина и јасен патоказ дека Бог преобразува вистински денес, тогаш ние не сме светлината. И ние не сме црквата. Како сака објект да имаме, колку сака да е убаво, колку сака да е, не знам, прекрасно организирано. Ако не сме солта и светлината на светот, ние не сме црквата. Исус изобилуваше од докази за обновениот живот. Едноставно имаше толку многу докази што ништо не можеше да се земе здраво за готово. Ништо. Дали мојот живот изобилува со докази? Ќе оставиме тоа реторичко прашање да не сум сега на тапет. Да ми одговарате тука. Дали луѓето на нас гледаат, во нас гледаат сила која не менува и не преобразува? Дали само гледаат дека си малку подобар од нив, но Божјата сила не може да ја видат како действува во вас и во нас? Како изгледаме? Четвртата работа која е многу важна исто во овој текст е следната работа која запишува Лука, дека Исус им се јавуваше на апостолите, жив после страдањето, со многу верни докази, но им се јавуваше во текот на 40 дена. Ако сте го читале Евангелието од Лука, ќе видите дека Лука многу е внимателен со бројки, многу е внимателен со детали, и тој каже дека јас све испитав, све слушав, све разборував, за да можам да го составам тоа Евангелие. Лука е јасен дека тој период на вакуум, тој што е многу важно да го чуеме, тој период на вакуум има почеток, но има и крај. Лука избројал дека тој период во тој даден момент траеше точно 40 дена. Понекогаш кога како христијани поминуваме низ некој вакуум, период, ни се чини дека ќе трае вечно. Понекогаш мислиме дека станува наша состојба, не транзиција, состојба станува. Тоа е многу тешко. Или веќе на тој начин ќе се дефинира односот со Бог. Сикаш, јас се молам, никој не ме слуша, од прилика тоа е тоа. Многу неочекувани работи, недефинирани чувства и многу недефиниран однос со Бог. И тоа понекогаш тешко ни паѓа. Сепак, тие периоди, колку и да се тешки, имаат многу важни моменти и аспекти лично за нас и за нашиот однос со Бог. Тие моменти честопати може да се појават неочекувано. Тие се каирос моментите за кои ви зборував. Честопати после првите чекори во верата со Бог се појавува некаква криза. Има некој полет, има некоја прва радост, ентузијазам кој се појавува на почетокот и се радува затоа што е така, прекрасно е. Но почетокот честопати знае да биде славен, но одеднаш настапува некој глуводоба, на кој едноставно имаш чувство како молитвите да одираат во железен плафон. Во тие периоди луѓе честопати почнуваат со глума, знаат да почнат со глума, едноставно не може да ја прифатат реалноста дека има некаков таков период на тишина и честопати го барат проблемот во себе. Јас сигурно некаде сум сгрешил и сега Бог ми е луд. Или нешто друго. Или се обидуваат да избегаат од Бог. Едноставно бегат од заедништвото, чекат да помине некој време пред да се молат. И сите тие реакции се нормални, само да ви кажам. Но тоа што можеме да го прочитаме во Библијата или она што можеме да го слушаме како сведоштво на други христијани, Исус се појавува во тие периоди, на место и во време кога не е очекувано. И кога ќе се појави, тие моменти стануваат важни искуства за остатокот од христијанскиот живот. Апостол Јован имал потреба таа приказна да ја запише како една од најважните работи кои тој ги почувствувал или искусил со Исус во животот. Моментот кога тој отишол да рибари, безнадежен, скршен, уништен, на старата работа. Што да ви кажам? Во тој момент Исус се појавува и тоа му е еден од најважните моменти и на Јован и на Петар.
дека Исус ги сретна таму кај што се во таа очајна ситуација. Имаше еден каирос момент кој ќе биде пресуден до крајот на животот. Периоди во кои може да искусиме некакво глуво доба се во текот на проблемите во животот. Често пати проблемите може да го загушат христијанскиот живот. Едноставно да немаме воја, да немаме елан, да немаме ништо во нас за да клекнеме на молитва. Во тешки ситуации, сите се наоѓаме во тешки ситуации, непредвидливи работи. Едноставно во тој момент може да ни исчезне тој ентузијазам за молитва или за односот со Бог. Во текот на некоја транзиција, често пати се наоѓаме во некаква транзиција. Имаш чувство дека си преоптоварен за да размислуваш сега за Бог. Тоа е премногу ти. Преголем товар е тоа. Во сите тие моменти Бог има каирос моменти за своите деца. Само остани верен. Само чекај на Него. Неговиот повик и благодат не се само генерални за сите, као ве сакам и ве благословам, тоа е генерален повик, генерален благослов. Туку во тие моменти се специфични. Тоа е за тебе. Твое лично искуство со Бог се случува. Не генерална благодат, туку лична благодат ти искусуваш од Бог. И последната работа е дека во тој период од 40 дена Исус зборуваше за Царството Божјо. Од сите можни теми за кои Исус можеше да зборува, тоа искуство што го поминал, можеби апостолите многу сакаат да го прашат, чекај, како е да се умре? Какво е кога си умрен? Ти се еден од најинтересните приказни. Приказни за клиничка смрт, клиничка за некој кој приказ за некој кој доживеал некоја необична работа. Од сите теми на кои Исус можел да зборува, апостолите најјасно се сеќаваат на темата на Царството Божјо. За тоа слушали најмногу од Исус. Дестинацијата на целото христијанско патешествие, искуство, страдање, поучување и мисија беше и е Царството Божјо. Царството Божјо. Исус кажуваше дека најнапред и првин треба да го бараме Царството Божјо. Се друго е споредно. Сумаризација или некој преглед на се што Исус правеше беше Царството Божјо. Ако Исус оставеше книга со компилација на сите негови проповеди, јас верувам дека насловот на таа книга ќе беше Царството Божјо. Исус на тој начин ја почна својата мисија проповедајќи за Царството Божјо. На тој начин ја заврши својата мисија, проповедаше на Царството Божјо. Во тоа Исус не повика во Царството Божјо, бидејќи тоа е конечната состојба на ова цело создание, Божјото Царство. Тоа е и сегашната состојба, но за светот можеби е се уште скриена, но на крајот на времето ќе биде објавена. Царството Божје е нашата конечна дестинација и треба да бидеш нашата најусредна молитва. Царството Божјо. Како да го разбереме ова? Е малце комплексно, многу абстрактен поимето, теолошки поимето. Што значи Царството Божјо? Како да го бараме Царството Божјо најнапред? Можеби елементи на ова глуво доба, во кој понекогаш многу јасно се наоѓаме во животот, искусуваме ние сега целовремено во меѓувреме. Ние се наоѓаме помеѓу првото и второто Христово доаѓање. Исус на крстот го победи злото, но гледајќи наоколу, гледаме дека злото се уште е активно, има страшни ефекти врз созданието. Но од друга страна, во мене, внатре има некаква преобразба, која јас не би можел сам да ја произведам. Има некаква победа внатре во мене. Иако злото кој победа на крстот, Исус кажал дека го победи злото, ја победи смртта, сепак злото продолжува да влијае на ова цело создание, но од друга страна, внатре во мене има некаква победа, има некаква преобразба. Како да се наоѓаме во некое меѓу време.
Евангелистот Јован изобилува со слики и символи за тоа како би изгледал крајот и на кој начин најубаво ќе можеме да го разбереме. Тој почнува со тоа дека Бог стана еден од нас. Зборот стана тело. Бог стана еден од нас. А сега еден од нас е во небото. И со тоа го почна завршниот дел од Божиот вечен план за созданието. А тоа е, Јован ни покажува уште една прекрасна слика, големата свадба на крајот на времето. Двете реалности кои Бог ги создаде стануваат една реалност. Божјата реалност, небото, се преклопува со нашата реалност, земјата. Божјата реалност, небото, се преклопува со нашата реалност, земјата. Од Божјата реалност Бог доаѓа во нашата реалност и станува еден од нас. И од нашата реалност оди во небото како еден од нас. Таа конечна мисија е отпочната. Што значи тоа за нас? Што значи тоа за мене и за тебе, за нашата мисија? Нашата мисија нема друга опција освен да биде отелотворена. Бог не ни пристапи само преку визии и благослови. Иако и тоа го има. Тоа е прекрасна работа. Прошта, визии и благослови го имаме во Светото писмо. Но центарот во Светото писмо е отелотворувањето на Исус Христос. Тој се отелотвори и стана еден од нас. Секогаш кога ќе почнеш да зборуваш за Бог на некого, или секогаш кога ќе размислуваш за некаква евангелизација да му кажеш на некој за добрата вест, не го заборавај најважниот елемент на евангелизација, а тоа е отелотворувањето на таа мисија, на тоа евангелие, на таа радосна вест треба да се отелотвори внатре во тебе. Нашата дестинација останува небото, но тоа не значи да ја напуштиме земјата, туку да го донесеме небото на земјата. Тоа е нашата дестинација. Нашата дестинација е небото, но тоа не значи да се напушти земјата. Небото треба да се донесе на земјата. А каде тоа најасно го гледаме? Го гледаме во молитвата со која Господ Исус не учеше да се молиме. А таа молитва гласи вака: да биде волјата Твоја, како што е на небото, така да биде и на земјата. А како? Кој е неговата волја? Христовата мисија за нас се отелотворува на многу начини. Небото на земјата доаѓа преку нас на многу начини. Апостол Павле на едно место ќе каже: за евреите станав евреин, за грците станав грк, за паганите станав паган, за сите станав се. Тоа е дел од тој повик кој го имаме ние. Да биде волјата Твоја како што е на небото, така да биде на земјата. Исус ќе каже, кога бев во затвор, кога Исус кажува за судниот ден и кога им кажува кога на еден слуга му кажува: влези во моето вечно царство, вика затоа што кога бев во затвор ме посети, кога бев гол ме облече, кога бев болен ме лечеше. И тој вика: човек, кога јас тоа на тебе сум го направил. И си како направиш тоа на еден од овие најмалите, оние кои се во најголема потреба, си го направил на мене. Да биде волјата Твоја како што е на небото, така да биде и на земјата. Ништо од горе наведените примери не е само некакво суопарно проповедање на некаква си абстрактна идеја за вера. Тоа што е наводно мора да се отелотвори за да биде вистинската мисија во која Бог те повикал тебе. Мора да го отелотвориш тоа. Страста и жарот, уште една многу важна работа. Страста и жарот во христијанскиот живот не е нешто опционално екстра на христијанскиот живот. Страста и жарот не се опција. Не као екстра нешто си додадеш на твоето верување. Не е тоа. Отелотворувањето на мисијата значи дека имаме страст и жар за Бог и дека најнапред го бараме Царството Божјо. Се молиме Божјата волја да биде на земјата како што е на небото и се ставаме на располагање на таа негова волја да биде првин исполнета во нашиот живот, а преку нас и во светот, затоа што веруваме дека Бог е нашиот добар татко и веруваме, имаме доверба дека тој ги знае сите останати наши потреби
и дека тој ќе ни ги даде. Само да се грижиме за Царството Божие. Во овие моменти, кога сме во глуводоба, да размислуваме за тоа. Затоа што во овие моменти, токму во тие моменти, Исус најмногу зборуваше за Царството Божие. Во ова меѓувреме, каде што се случува некаква силна победа можеби внатре во тебе, но не е видливо околу тебе, ти си повикан да ја молиш неговата волја да биде на земјата како што е на небото и тоа да го отелотвориш во твојот живот. Најпрекрасен пример за тоа отелотворување беше Исус.